22 декември 2020 година. Еве само што пристигнуваме, малку и задоцнивме. Веќе е подразденето, а сакавме да го фатиме денот од темница што се вика. Ама се уште го има тој мирис, значи убав мирис, како да речам, како на море, а не сме на море. Се наоѓаме на едно од нашите природни езера, најмалото езеро, а како што е познато, најбогато со риба. И покрај многуте години рибата што се изловува на секакви различни начини, од традиционален, од мрежа, од трска и така натаму, езерото е, значи, пребогато со риба. Јас просто го обожавам Дојранско езеро. Дојран, убавина, мир. Може да видиме уште Тивко езеро, мирно, нема ветар, морски воздух, а не сме на море. И додиме да си поминиме убаво, да фатиме некоја црвеноперка, ќе се обедиме, костреж, ако излезе некој караш случајно, е добре дојден, а понатаму и да ја пробаме превкусната риба. Ајде. Со дојрански чамец, значи не е како на другите ваков, туку е ваков и е посебно доживување. Може да му легнеш. Па знам што гледаш. Миле, која страна ја бираш? Таа таму или оваа ваму? Фрлајте паричка. Јас ќе одам лево. Добро, јас десно. Ти десно. А знаеш зашто лево? Да не ми спета сонце. Ајде. Едно замене. Знаеш ли која е убавината? 40 дена во Скопје не ја видено сонце. Види. Добро, лепота Божја. Преубаво е овдека, ама јас имам видено пред тебе сонце затоа што не бев во Скопје. Значи, за почеток, јас фрлам на оваа страна, а оваа трска. Ако е составена од не знам колку различни делови, стара, ама е само фаќачка и кажува дали е тука рибата или не е. И нормално не фаќаме на тоалетна хартија, ќе смениме мамци. Затоа што времето е премногу топло. Уместо тапа од грам и пол, ќе ставам ваглер тапа од 3 грама. Побргу да тоне, да не може делвицата да го фати мамецот у лед. Значи, за разлика од Миле, јас додека еве ми јаде кострежов, јаш обесен, шета. Додека ми јаде кострежов, ќе подврзам на кратко. Јас ќе ловам на конче 12-ка.
тапа многу исто осетлива, за разлика од Миле што користи подвижна, јас фиксна тапа, грам и 35. И две јадички, Овнер, 50340. Еве го поставувам. Сега значи да ви кажам јас што удира прво, еднаш. Да знаете што да ловите. Еве, Миле. Црвеноперка ситна. Ситна црвеноперка. Затоа што црвеноперкат не сака голема јадица. Ставив 14, овнер, серија чинта. 2 оловца од по 1,5 грам, 3 грама ни е тапата, за побргу да тоне. Граничник, гумичка. Тапа, гумичка, граничник и оловца. Да ги нараниме речињата. Нема Еве, пшеница, не многу, 2-3 раце, кај мене, 2-3 раце ке водам. Доста е. Фрлевме пришрана пшеница, имаме за фаќање бели црви, француско лепче, лепче од мајстор Лазо, едно од најубавите лепчиња, ќе пробаме и на тоа. Имаме пченка, Имаме И имаме пшеница. И црвеноперка имаме, да ви кажам. Вие дури се објаснувате. бела пшеница, малце распукана, нешто најидеално за црноперка и караш. Да не речат, не знам, вие да фаќам црвеноперки, значи, и затоа фаќам кострежи. Фаќа, речем. По две си фаќаш, по две. По две. А? По две, по... Значи, интересното е, овде на ова место, пред 3 години имам фатено, ова не е златна. Ева, златна црвеноперка.
како што има златен карас, нели, од коите тие златни крапови. Со иста таква боја златна црвеноперка ја има во телефонот на Кире Печијаре, ми има сликано со неа. Потполно златна боја. Еве го тука. Значи само да чека да фатам една црвеноперка, Ќе да удари се уште обези еден. уште еден. Уште еден, два ќе се запишат. Да фатам малце црвеноперка. Ќе ти однесе трска. Леле, што ти прави на трска. Нешто тешко е ова. Ово. Што вадиш ти? Караш. Почна крупно. Оп. Шо караш бе, Мире? Машала. Шо нашала? Нашала, Не е нашала, нашала вистина. го фатифове. Вистина е. Не директно. Нашала. Оп, трска на тие мрда. Не мора тука. Чекај да ја фатам црвеноперка и ќе го извадам. Тука. Не, шо е тука два сепа. Два. Светам малце можда со трскичето. Или ама да ги трнам риби веќе. Знаеш, мијади бе. Мијади, шо да правам бе мајката? Ево. Мора да биде многу лесна спремата. Најбитно е да биде лесна спрема. Тежина на, да речеме, оловце. Добаре. Машала. Ова заради... За снимање Ова заради Владо е. Оп. Бабу, шо е најголем да си? Ево, лепота. Најубава риба. Најубавата риба. Само да може да си очуваме и поголеми да вадиме. Ајде. Како, е најголемо. Опремата да видиме. Ајде, опремата. Опремата мало силиконче. Мало силиконче. 3 до 4 сантиметри. Имитација на некој мало рибче и оловце од 2-3 грама, 5 грама, 7 грама. Тоа е. Наједноставен систем, лесна спрема, ултра лајт. Се утре. Спин, да. Некој си, да речеме, конец имаме 16-ка. И така, може да си правиме кеф. Со лесна спрема и мала риба, убаво прави кеф. А некој влада ондека. Ета заедничка. Ево, вака се подно, ќе го сетиш. Ево, ето, тоа е и готово, рибата е фатена веќе. Току. Толку. Ево, па. Па добро бе, дава добри, не се баш овие мали. Јади! Ово, сед на цапари може ќе да е. Ова, цапари го викате? Но ова исто многу е. Тоа под 3-4. А? Не, он ја влечеш вака. А ја влече само. Можеш да ја влечеш, а можеш и да му ја цимаш. Слушај, земи фати некој пострел.
Видиш и ќе разтемал. Ере го, гледај, снимај го врвот како се тресе. Занимавај се мало. Да имаш за монтажа. Дънг. Фаќање, костреш. Ја закачив се, закачав. Затоа фаќаш, караш. И јас Во, видиш што ти прави. Знаеш што? Ајде, закачи го. Тука е? Тука е. Еве. Отиде тапа. Цел систем. Дојранска перкија, сакаш да ти правам каубојски? Еве и овдека. Гледај се, таму во врвот, гледај. Он те шопаш, види го шопаш. Сега што да извам прво? Овај ќе ми заплетка долу. Таа црвеноперката, овај. Миле фаќа тапи. Кој си, па шо си е? Па Миле тапа дека е зато. Па Миле тапа фаќа тапи. Што да прави? Миле тапа. Име другата, каде е? Ја? Тука е другата? Не, ја. Шиба. Црно перче. Да не рече, тоа не знај да фаќа црвено перки, па се нафрлило затоа на кострежите. Да се разбериме, јас си ги фаќам црвено перки, а кострежите сами си се фаќаат. Ево вака, кога ќе си играш, ако не ти еде некоја црвено перки, ќе си играш и играјќи вака, оп, ја, 2. И не само што се 2. Овие се тие риби што викаа биле вакви, онакви, за јадење од дојран, а малку подоцна ќе се види дека за мене ова е највкусната дојранска риба. Мора да одите на море за да јадете добра и свежа морска храна. Ресторан Валентино ви нуди голем избор на ракчиња, орада, бранцин, школки, лигни во комбинација на најдобрите вина. Освен морска, можете да вкусите и сладководна риба, вкусна скара, голем избор на салати, оригинални пици и тестенини и неизбежните утрински чорби. А во склоп на ресторанот, нашите апартмани со 4 звезди ќе ве освојат со својот модерен и единствен стил. Организираме прослави и деловни ручеци. Сето тоа по цени кои пријатно ќе ви изненадат. Момент на единствен вкус, ресторан Валентино. Значи ова е дојранска црвеноперка денеска уловена, тази риба, има уште неколку други видови на риба, костреш, црвеноперка и ќе видиме се што уловивме денеска од се по нешто. Ќе отвориме рибата, ќе ја исчистиме убаво рибата, ќе видиме дека е многу чиста риба и не само што е чиста, убава, јас гарантирам дека досега секаде кај што сум ловел барем црвеноперка, костреш или подојрански перкија,
Јас гарантирам дека до Иран ја има највкусната црвеноперка и перкија. Чисто идеално. Чисто. Чисто и вкусно, уште не спремено. Значи, ова е сега подготовка на риба на доирански начин. Сум јадел црвеноперка на многу начини, пржена, печена, како сардина и слично, ама искрено за прв пат ќе јадам ваква црвеноперка на доирански начин, ќе видиме целата постапка, се надевам кој што ќе укради некој од видеото, нешто ќе може и дома да си ја припреми кој како сака, ама јас се дочекам да ја пробам. Значи сега е ова магијата. Почеток на магијата. Значи, како велат старите, ако е заир, доста е. Така, и јас овде како е заир, доста е гледање во кујната на калдерма тука во Доиран. Одам во салата на калдерма и не можам веќе да гледам, ќе одам да ја чекам ова риба таму. Значи, конечно, стаса рибата подготвена на доирански начин, тази денеска уловена. Сакам најпрво да се благодарам до Стојан Јанкулов, кој што е концесионер на Доиранското езеро. Значи ни овозможи да се дружиме со оваа риба што сега ја гледаме веќе подготвена. Па сега повелете да пробате да видите како е. Еве ова прекрасна риба црвеноперка, испечена на трска на доирански традиционален начин. Прекрасно е направена. Има трска, али ја ловев во трска. Како викаат, како што е сладка рибата, како што е сладко јадењето, така сладко да ни тече и муабетот. Да. Домаќине, риба е прекрасна. Рибари, што доаѓаат овде, да споделиме некоја информација околу езерото, околу концесијата, околу најчесто проблемот е каде можат да се извадат дозволи и на каков начин. Значи имаме пункт Кајлекс Бич, тие рибарите можат таму да се ваѓаат дозволи, но сите што ваѓаат дозволи мора да имат легитимација, значи да бидат исправни се. Сега тие што имат годишни дозволи или републички, за тие нема проблем, значи нема ништо да доаѓаат, само се пријавуваат кај рибочуварот, да ги легитимира, да ги види и тие се продолжуваат и без проблем. Сите знаат дека не сме да ловат маломерна риба. Извините што го прекинувам вака муабето. Рибата е перфектна, многу е вкусна. Излегува во јавноста некои зборувања дека била не загадена туку со некакво со паразит, штетна за јадење и така натаму. И јас еве можам да бидам пример дека јас ја јадам оваа риба, бе во делот на подготвувањето, во чистењето. Ако беше тоа нешто штетно, прво немаше јас да го јадам. Сигурно, да. Еве јас го јадам и е превкусна рибата. Сега не знам дали постои простор да разговараме воопшто од каде дојдоа тие муабети, зошто, ама
Сакам Па- да па не- едноставно тоа јас мислам дека нема никаква врска со оваа риба. За мене црвеноперката, особено дојранска, и перкијата за секогаш ќе останат прво место на секаде, од секаде кај што сум ги ловил. Да, тие се највкусни, али тоа нема врска ништо. Не знам како излезе тоа, некој на тие социјални мрежи на Facebook има напишено, а и прво оваа риба што беше, например, што гледавме на сликите, не е доранска риба. Значи рибата може да е земена од друго место некаде и се гледа дека рибата е сува, значи не е ни пресна, не е свежа. Може ова риба да била 3-4 дена некаде, во некој најлон кесина или нешто, и може да се има нешто појавено. Иначе, ние редовно рибата ја испитуваме во храна ветерина, од институтот, доаѓаат и ние исто праќаме примероци се, значи до сега нема никој проблем. И исто и ние тука во Дојран, пример, особено дојранска околија тука, јадат неделно најмалку по 2-3 пати риба. А ако веќе тие знаат дека има нешто, и ако е штетно, што требаше да се деси со Дојран, да сите бидат болни или И не само што се болни, туку се и најздрави. навистина здрави. И најздрави, да. Напротив. Да, Така. напротив, да. Ви благодарам многу. Уште еден апел ќе дадам на сите рибари. Црвеноперката во Дојран денеска 22 декември е почната да работи. Многу убаво работи, што викаме ние фрли вади. Се уват различни примероци, и покрупни, и поситни. Излегува по некој караш, излегува костреш многу, и по некој лињак се јавува. Така да што кој сака, нека дојде. Верувам дека сите што се исправни риболовци ќе бидат убаво пречекани од страна и на концесионерот, и од Дојран, и од дојранчани, па и од убавите кафани вака во Дојран, како што сме ние сега тука во Калдарма, и ќе си поминат прекрасно. Доаѓајте и не чекајте веќе. Рибата почната е и работи.